Подобрување на инфраструктурата, комуналната хигиена, јавниот превоз, културата, достапни социјални услуги. Ова беа дел од денешните теми кои беа во фокус на дел од кандидатите за градоначалници на град Скопје. Кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, Орце Ѓоргиевски, денеска најави изградба на нов модерен луна парк и целосна реконструкција на зоолошката градина, како што рече, како дел од неговата визија за враќање на радоста и современиот дух во главниот град. Ова нема да биде само простор со реквизити, туку современ забавен центар со европски стандарди за безбедност, со ролер костери, водени атракции, интерактивни игри и зони со виртуелна реалност. Ќе започнеме и со целосна обнова на зоолошката градина Скопје. Ќе се подобрат условите за животните, но и за посетителите и секако за вработените. Кандидатката за градоначалник на главниот град од СДСМ пак Каја Шукова планира поставување нов систем на дневни центри и прифатилишта за жени жртви на насилство, нови сервиси за семејствата и парамедик служба која ќе им помогне на најранливите во нивните домови. Со фонд за лица во ризик обезбедуваме здравствена и социјална поддршка во градот, а јавниот простор и транспорт го правиме пристапен за лицата со попреченост. Градиме центри за дневна грижа за старите лица. Отвараме мултисензорски соби во училиштата за децата со пречки во развојот и воспоставуваме програми за обука и вработување на ранливи групи. Александар Трајановски, кандидатот за градоначалник од коалицијата Искуство за успех, представувајќи дел од својата програма, се осврна на културата и најави враќање меѓу другото и на Скопскиот фестивал. Враќање на Скопскиот фестивал е еден од најбитните музички настани кои што градот Скопје некогаш ги организирал, кој што за жал ја изгуби својата традиција. Овој концерт и фестивал го ставаше градот Скопје на мапата на Балканот и на Европа. На музичката сцена знаете дека токму од овој фестивал се во минатото се избираше и представникот на Евровизија. Во трка за прв човек на град Скопје се вкупно 17 кандидати кои своите проекти имаат можност да ги презентираат до 17 октомври на полноќ, пошто следува предизборен молк пред првиот круг на 19 октомври.